ја даде. Нема аболиција, ке има правда и ке има мир. Секој што го прекрашил законот, ке одговара. И тоа веќе му е сосема јасно. Многу има дебати денове што било решението за кризата. Па вака требало, па онака требало. Едно е решението. Многу е просто. Никола Груевски замине. Решена е кризата. Готова е кризата. Како тоа ќе го направиме? Ќе протестираме и ќе донесеме услови за фер и демократски избори. Фер и демократски избори кога ќе се исполнат условите. И сега често има дебати во јавноста, па кога да биле. Да биле на есен, да биле на пролет, да биле на зима. Не е бит. Знаете кога бараме? Следниот ден кога ќе се исполнат условите. Утре ако се исполнат, заутре избори бараме. Секој ден. Тоа банда на власт е зијан за Македонија. И затоа што побрзо треба да заминат. Што се условите? Не бараме ништо посебно. Готов е на анкети, готов е, видете и по улиците, знае и самиот дека е готов. Бараме две работи. Две многу прости работи. Да го прочисти избирачкиот список и да направиме реформа на медиумскиот сектор. Дополнително Уставниот суд да одлучи за своја. Толку бараме без избори. Ако е толку уверен во анкетите што сам се ги прави, ако толку верува дека навистина граѓаните му ја даваат поддршката, јас да сум на негово место, ќе речам, еве ви опозиција, што сакате, и бојрам избори ќе ве победам. Ама не е така. Тој бега од тие избори. Сега знаете кога вика избори? 2018 година сега бара избори. Тоа е барањето на ДПМН и ДУИ. Е, тоа нема да го видат. Следните денови следува жесток притисок од наша страна за фер и демократски избори, што е можно побрзо. Тоа го ветуваме на граѓаните и тоа ќе го исполниме за граѓаните. Исто така во јавноста често слушаме дебати и дилеми каква влада требало да има. Експертска, техничка, политичка, ваква. Знаете како? Каква било? Било каква, која што ќе ги спроведе овие избори. Каква сака, таква ќе му ја даеме. И словите ги спроведеме и ќе го поразиме на избори. Затоа што тој е сам, тој е изолиран, тој е уплашен и го гледате веќе се помалку го има во јавноста. Гледате дека не може да излезат во јавноста, граѓаните им се собираат. А, ќе излезе некој, гледате во Битола и модат. Денеска на коце му отидат граѓаните. И нему ќе му отидат. Нема веќе сликање пред камери како што беше порано. Тоа никогаш граѓаните повеќе нема да го дозволат. Ние сме честни и не се плашиме од ништо. Која и да е следната влада, не смееме да ја дадеме преголем терет и товар. Не може било која преодна влада да ги спроведе сите препораки од извештајот од Прибе. Тоа е тешка задача. Со членови на бандата, криминалната банда на Груевски во било која влада, не може да се спроведуваат реформи. Дали може Никола Груевски да прави реформа на судството? Не може. Дали може да прави реформа на регулаторните тела, на антикорупцијска? Не може. Затоа таа влада мора да има многу краток, многу конкретен и многу ефикасен ангажман, мандат, да ги создаде условите за фер и демократски избори и ништо повеќе. На тие избори, од една страна ќе е Никола Груевски сам и изолиран, а на другата страна ние шарените. Секакви, од сите националности, вероисповести, леви, десни, средни, централни, сите заедно. Цела Македонија заедно против него. За среќа или за жал. Тоа нема да бидат обични избори. Тоа нема да се избори на кои што ќе презентираме за жал програми. Ние ќе ја презентираме нашата програма. Ама друго ќе биде прашањето. Тие избори нема да се избори. Тие избори ќе бидат референдум. Прашањето е или си за Никола Груевски, или си за Македонија. Трето нема. На тие избори не сме да имаме определени. На тие избори не сме никој да остане дома. На тие избори
никој не сме да гледа од балкон. На тие избори ќе се решава за иднината на државата и мора сите да станат и да излезат. Ама тие избори ќе бидат едни многу досадни избори. Затоа што однапред знам кој ќе победи. На тие избори што сега знам дека ќе победат граѓаните на Македонија. Знам дека ќе победи Делчево и знам дека ќе победи Македонија. Благодарам.